Да се биде хуман е човечка особина, меѓутоа и на хуманите луѓе им треба потик. Општинската организација на Црвениот крст брои околу 1500 волонтери кои секојдневно им помагаат на луѓето во неволја. Во рамки на Црвениот крст функционираат повеќе тимови за спасување на вода, на планина и при катастрофи. Пред околу 5 години Црвениот крст ја поттикна иницијативата за формирање на Центар за безбедност на вода, се уште не институционализирана. За хуманоста, хуманитарните акции и проекти, за односот на институциите кон безбедноста, во денешното издание на Охридски разговори со председателот на Охридскиот Црвен крст Сашо Точко. Црвениот крст од Охрид е една од најуспешните организации во општината, меѓутоа зад успесите не стои веројатно само еден амбициозен раководен тим, туку веројатно и армија на волонтери. Секако Црвен крст и самата организација се темели на волонтеризмот, на волонтерите. Огромна армија на волонтери ги обслужуваат сите активности на оваа организација. Стојат за тие активности, ги организираат и ги спроведуваат. Секако менаџирањето со волонтерите, со стручната служба, со вработените е голема амбиција и на раководството, голем предизвик и се надевам и можам да кажам дека сум задоволен од тоа како тоа го работиме, како тим на менаџери, но и на вклученоста на волонтерите, посветеноста на самите активности и она што сакаме и практикуваме да го кажеме, заразеноста на се поголем број волонтери со тој, условно кажано, вирусот на хуманоста. Тоа навистина не прави срекни и ни дава поттик и предизвик уште повеќе да се посветиме на активности, да ја на некој начин развиваме и реализираме креативноста што постои во секој од нас и секако резултатите се видни и се на дофат на сите оние на кои што нашата услуга и нашите активности му се потребни. Делувате локално, меѓутоа вие сте дел од една голема глобална мрежа. Колку се актуелни идеите за кои беше формиран Црвениот крст пред 100 години денес? Веројатно предизвиците денес е многу поголеми. Токму така, многу поголем и многу поширок е опсегот и дејноста на Црвениот крст. Ако се започнало во 1859 година во Солферино со идејата на Анри Дидан да се помогне на ранетите, сега навистина предизвици има и воени предизвици и тука секако поддршката од Меѓународниот комитет на Црвениот крст и Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина на во глобални рамки е огромна и делува насекаде. Пример беше несреќата, бродската несреќа која што се случи овде на Охридското езеро, па веднаш стапивме во контакт со Меѓународна федерација, со Меѓународниот комитет, па се поврзавме со Бугарскиот Црвен крст, така да бевме една добра логистика за тимот на бугарски црвенокрсташи кои дојде овде во Охрид да ги обслужуваат луѓето, значи само како еден пример. Секако во глобални рамки сме еден сегмент, сме еден дел од тоа огромна организација на волонтери и секако тоа не прави и посилни, но и дозволува на ова рамниште да ги расшириме нашиот опсег и нашите активности, а како пример да ги земеме сите оние светски делувања. Опсегот, како што кажав, е голем на активности, предизвиците на новото време се навистина големи и тоа ни дава можност да бидиме вклучени доколку имаме за тоа капацитети, а навистина секој момент го користиме да ги надградуваме нашите човечки капацитети, но и технички ресурси, за да можеме да одговориме на тие предизвици. Ресурсите во Македонија се скромни, но вие соработувате со меѓународни институции, имате соработки, меѓународни обуки, но и користите дел од фондовите кои ви стојат на располагање. Со дел од таа помош успевате да ги опремите сите оние единици, тимови кои функционираат во рамки на Црвениот крст.
колку сте задоволни како стоиме тука со екипираноста од технички аспект? Финансирањето на Црвениот крст е еден посебен сегмент кој што е регулирано со законот на Црвениот крст, но секако дека и во ова време, но и наназад години недоволни се тие финансии да се одговори на она што Црвениот крст може да го понуди на заедницата. Секако дека правиме напори и можам да кажам дека во некоја мера сме задоволни од соработката и помошта која што ја добиваме од меѓународни фондации, меѓународни организации, од волонтери од во нашата земја. Секако волонтерите овде кажав дека се вклучени максимално, но секако дека многу повеќе треба да таа подршка и техничка, и човечка, и во секој поглед правна треба да ја добиваме многу повеќе од нашата земја, од институциите кои што се во нашата земја. Не сакам да кажам дека не ја добиваме таа подршка, но тврдам дека таа е недоволна во однос на она што ние го замислуваме, каква е нашата визија, каква е нашата мисија, кои се потребите на заедницата, а колку добиваме, навистина е неспоредливо. Ја спомнавме бродската несреќа, но веројатно тешко излекуваме поука од несреќите за жал кои ни се случуваат. Охрид и покрај потребата се уште го нема Центарот за безбедност на вода. Зошто е тоа така? Најлесно е она што сигурно знам и што сигурно сме го преиспитале на многу пати, за да ви одговорам на ова прашање, е тоа да најдеме прво дека причината е кај нас, дека кај нас е проблемот. Ние зошто би барале Центар за безбедност на вода? Ние таа идеја не ни се јави преку ног или ние размислувавме за тоа, па ајде ќе отвориме центар. Секаде во светот функционира службата за безбедност на вода, посебно на места каде што постои голема водена површина, како што е Охридското езеро, функционира на тој начин. Ние сите искуства, сите начини како делува таква служба и како е организирана во светски рамки ги превзедовме. И ги имаме во нас, ги имаме во нашите документи, во нашите програми, во нашите проекти. Но сега проблемот можда не е благодарно да го лоцирам кај институциите, но кај луѓето е. Кај луѓето кои што се носители на одредени институции, кои што се уште не можат тоа да го сварат во наводници, односно не можат да го прифатат, да имаат визија дека е тоа потребно. Затоа што и како што кажавте бродската несреќа, зошто така се случува, зошто не можеме да делуваме како што е потребно во такви ситуации, затоа што премногу импровизации се прават во секој поглед. Значи, ќе помине една работа што треба да се делува како што треба според сите процедури оперативни и сите стандарди, не се делува така, никаква одговорност. Времето си поминува, се заборавило тоа, никој сега не размислува зошто се делувало така како што се делувало, зошто тоа се случило, како можело да се избегне и кои се поуките, што да направиме за повторно да не се случи. Ние можда нема да звучи добро, можда е грубо, ама тој момент на таа бродска несреќа од наш аспект во наводници го искористивме повторно да ја потенцираме важноста од формирање на еден центар за безбедност на вода. На луѓе кои што се обучени, кои што имаат капацитет и кои што ќе ги логистицираат сите пловни објекти на Охридското езеро. Јас не велам дека ако имаше центар за безбедност на вода, несреќата немаше да се случи. Но сигурно последиците ќе беа помали и сигурно дека ќе се знаеше одговорноста, институциите ќе беа одговорни, тие што требаа да делуваат. Ако Центарот за безбедност на вода добил пријава од капетанија дека брод испловува со, 5 патници повеќе или дека воопшто брод испловува, ќе знаеа луѓето оперативците во Центарот за безбедност на вода дека тој брод треба да се следи со одредена опрема, затоа што е ризичен, затоа што има непливачи, затоа што се повозрасни луѓе, било како. Значи, тоа така функционира во светски размери и мора така да функционира. Ќе дојде и кај нас, сигурно, но ето сега не се уште зрели условите, нема клима, но нашето делување овде во Црвениот крст, посебно она што јас се залагам наназад години, оние запоставени активности наназад времето во Црвениот крст, посебно во делот на катастрофите, да ги анимираме што повеќе, да ги актуализираме, да обучиме што повеќе луѓе за кога ќе дојде
да биде прифатливо и од институциите и од луѓето пошироко, да може тие луѓе што се веќе обучиле, што системски можат да работат, да бидат системот на тоа делување. Обучувате тимови за спасување при катастрофи, за спасување на планина. И тие исто така не се институционализирани. Токму така, дел од нашата единица која што делува за спасување на планина и непристапни терени е во рамките на Црвениот крст. Може би не е толку видно, но постојано врши обуки на своите членови, дали тоа се случува на планина, дали се случува во затворен простор на вештачки карпи, значи дел од луѓето се алпинисти, дел се планинари, луѓе кои што се навистина залюбеници во тој спорт, во тоа спасување, во хуманоста, и луѓе кои што не бегаат од тоа и не се штедат да го жртвуваат својот живот за да спасат некого. Значи, тоа е таа дефиниција на тие луѓе кои што членуваат и во единицата за спасување на планина и во единицата за спасување на вода. Не е и тоа институционализирано. Во текот на 2009 година имавме најповеќе наговестување од страна на државните институции дека ќе се создаде една служба за спасување на централно ниво, значи на ниво на Македонија, кој што ќе има своји региони со еден број за повикување, како што е на запад, но 112. Да, но тоа не се случи за жал. Ние нема да престанеме со обуки никако. Тие луѓе кои што ќе се обучени, тие човечки ресурси и капацитети кои што ќе ги имаме, ќе се идните носители на таквите служби кои што во идно време ќе делуваат, а и сега се на располагање. Ние наназад 5 години имавме преку 12 интервенции на единицата за спасување на планина, а единицата за безбедност на вода преку 100 интервенции на излупување на давеници и секакви видови на интервенции. Додека се чека формирањето на Центар за безбедност на вода, вие работите на спасување на пловен објект амбуланта кој ќе служи за брзо пренесување на повредени. Ова идеја стара веќе 5 години, на среќа, на наша среќа и на среќа ќе видите и на сите луѓе кои што доаѓаат во Охрид, гости, туристи, посетители, на сите оние кои што ако имаат потреба, таа служба ќе им биде достапна. Ја почувствува градоначалникот и локалната самоуправа обезбеди дел од средствата за да еден брод јахта може да се приспособи да користи како амбуланта. Бродот е земен од еден наш сограѓанин кој што ни го даде на одреден период за да може да функционира и сигурен сум дека во текот на летниот период, а тој брод ќе заплови оваа сезона, ќе биде на располагање, односно ќе биде логистика на сите оние единици спасители кои што се на брегот и кои што ќе имаат потреба од транспорт на одреден пациент или од укажување на прва помош во такви услови во тој брод амбуланта. Секако дека во првични разговори со Заводот за кардиоваскуларни заболувања, кој што исто така во летниот период има проблеми со транспорт на повредените, на луѓето кои што бараат интервенција во кардиолошкиот завод, им стоиме на располагање по воден пат. Ако човек е од Струга па треба да дојде до кардиолошко, му треба навистина доста време, а овај брод амбуланта е доволно брз и доволно ќе биде опремен да може да одговори на овие предизвици. Секако дека проблемите се финансиски, што ние побаргу тоа не го направивме, и проблемите се слух на луѓето од институциите, баравме и од државните институции, од локалната. Градоначалникот не излезе во пресред, тој брод е веќе во функција, но секако за да дава она што е потребно и екипите во него, треба да постои поле за работа, значи треба да проработат плажите, треба да профункционира водениот сообраќај, така да во тие моменти ние ќе излеземе со тој брод амбуланта. Препознати ви сте и по хуманитарните акции, односно по крводарителските акции. Има сега одредени измени кои ги презентираше Министерството за здравство. Дали тоа нешто ќе промени во вашето действување? Во делот на работата во рамки на Црвениот крст нема многу да промени и оставам да видиме. Значи, барем еден период од пола година, од 6 месеци, од 1 јануар стапија во сила новите измени.
од Министерството за здравство во делот на крводарителството. Новина е што сите оние служби кои што делуваа самостално, сега делуваат под капа на Институтот за трансфузиона медицина од Скопје, и во Македонија се направени 3 региони, посебно Скопје, значи Тетово, Штип и Битола. За жал, Охрид не е регион, не може да ја развива таа трансфузиолошка служба, но сите оние крводарители кои што ќе имаат желба, кои што ќе сакаат, а и ние оние акции кои што ги организиравме досега, ќе ги организираме и натака и уште повеќе. Крвта секако нема да се обработува во Охрид, ќе се обработува во Битола, но ќе биде достапна, треба да биде достапна на сите оние кои што имаат потреба, и тоа е регулирано и со програмата за крводарителство во Република Македонија, и за тоа гарантира Институтот за трансфузиона медицина, и се надевам и сакам да биде така, да ова профункционира како што треба.